Иако законски е наведено дека за престојните локални избори апарати за отпечаток од прст мора да има, сепак на 3,5 месеци пред нивното одржување, се уште е актуелно прашањето дали на вистина ќе се имплементира законското решение. Генералниот секретар на СРСМ Николовски на брифинг со одредени медиуми, на кој Алфа не беше повикана, истакнал дека не е оптимист околу комплетното завршување на процедурите за набавка на фингерпринтовите и за обука на избирачките одбори, за да може оваа законска обврска да се примени во предстојниот изборен циклус. Од Државната изборна комисија, за разлика од Николовски, се оптимисти. Белат дека се надеваат дека целата операција за да се обезбедат фингерпринтови ќе помине во најдобар ред, бидејќи постапката е во тек, но сепак нагласуваат дека не е се во нивни раце. Постапката за јавна набавка за гласање со отпечаток на прст е во тек. Минатата недела имавме известување за целокупната јавност дека ќе биде отворање на понудите вчера како и што се случи. Апаратите за отпечатоци од прст беа едно од главните барања на опозицијската ВМРО ДПМН. За изјавата на Николовски, лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски рече дека овие апарати се веќе дел од закон. Не е тоа договорено, тоа е законска обврска. Ако е точно ова сега вие што ми окажувате, јас сега прв пат го слушам, тоа значи дека тој кој што треба да го почитува законот свесно најавува негово кршење. И треба веднаш да сноси и добро е да му го поставите прашањето дали е тоа така на следното гледање со како се више Николовски Љупчо, да му го поставите прашањето дали ова точно што го кажува, ако е точно, тогаш да видиме што знае тој што ние не знаеме. Ако знае тој нешто што ние не знаеме, треба да го соопшти на македонската јавност. Јас колку што знам, во законот за избори тоа е законска обврска. Иако постапката за фингерпринтовите е во тек, како што нагласи ДИК, сепак и таа не помина без проблеми. Пред еден месец извори за Алфа брифираа дека процесот за спроведување на тендерската постапка за набавка на фингерпринт апарати за локалните избори почнала од почеток, бидејќи имало недоследности во терминологијата која ја употребувале во Државната изборна комисија. Наместо биометриска идентификација на гласачите, оперирале со термин електронска идентификација на лица. Локалните избори, на кои треба да има апарати за отпечаток од прст, се договорени за во октомври, но конкретен датум се уште нема. Од ВМРО ДПМН најавија дека во предстојниот период ќе објава дел од имињата на нивните кандидати. И од СДСМ посочија дека веќе се знаат дел од имињата и ќе ги соопштат на 13 јули. Велат дека и до 15 јули ќе паднел договор со коалицијските партнери ДУИ, ДПА и БЕСА за заеднички настап за градот Скопје, како и за тоа каде СДСМ би поддржал кандидати за градоначалници во прв, односно во втор круг.